На денешен ден, 5 март. Илјада 534 година. Умре италијанскиот сликар Антонио Алегри да Кареџо, кој обработуваше религиозни и митолошки теми. Најзначајни дела: фреската и црквата Свети Јован во Парма, сликата Мистичното венчавање на Света Катерина, Јупитер и Антиопија, Богородица со Свети Ѓорѓи. 1696 година. Роден е италијанскиот сликар Џовани Батиста Тиеполо, последниот голем венецијански мајстор, еден од најголемите декоративни уметници на 18 век. Неговите главни трудови, фрески со големи димензии, работени во манирот на рококо, се во надбискупската палата во Удине, во палатата Лаби во Венеција, бискупската резиденција во Вирцбург и во кралската палата во Мадрид. 1827 година. Во Париз умре Пјер Симон Лаплас, француски математичар, физичар и астроном. Меѓу главните Лапласови дела се вбројуваат Небесна механика и Преглед на историјата на астрономијата. Роден е во Бономан, Ош, на 28 март 1749 година. 1910 година. Роден е Момофуку Андоу, јапонскиот крал на резанките, пронаоѓач на инстант резанките наменети за исхрана на астронаутите во Вселената. Андоу е роден во 1910 година на Тајван. Со производството на тестенини почна во Тајпеј, а подоцна продолжи во Осака. Во 1948 година ја основа фабриката Нишин Фуд, првата фабрика која во 1958 година ги произведе резанките во врекички, а потоа и другите слични производи кои со време го освоија целиот свет. 1923 година. Во селото Големо Илино, Кичевско, е роден Ристо Лозановски, македонски академски сликар. Неговиот опус изнесува околу 150 слики со маслена техника, повеќе цртежи и графики. Умре во Белград на 13 мај 1965 година. 1953 година. Во Москва умре Сергеј Сергеевич Прокофјев, руски композитор, диригент и пианист. Ги компонира оперите Заљубени во три портокали, Коцкар, Војна и мир и други. Во 1934 година го создаде балетското ремек дело Ромео и Јулија, кое на балетската сцена во Македонскиот народен театар првпат е прикажано во 1962 година. Неговото музичко дело е мощно, богато и разновидно. Роден е во Сонцовка на 24 април 1891 година. 1964 година. Во Битола умре Милтон Манаки, прв македонски и балкански филмски снимател. Првите снимки ги направи во 1905 година. Главни негови трудови се: репортажа за престојот на последниот османлиски султан Решат во Битола во 1911 година, сцени од беснеењето на македонските борци за независност на Македонија и епизоди од Балканските војни, како и многу други снимки од историска важност. Носител е на Илинденската споменица 1903, на многубројни награди, како и на награди за животно дело во Пула во 1963 година. Роден е во селото Авдела, Костурско, во 1880 година. 1984 година. Умре италијанскиот пејач Тито Гоби, познат светски оперски баритон. Во оперите студиозно и префинето ги креираше водечките улоги, вклучувајќи ја и прочуената улога во Тоска, на Џакомо Пучини, во која негов партнер беше Марија Калас.